Продолжуваат превирањата околу битолската Јени џамија. Исламската верска заедница бара итно да престанат сите активности на реставрација и конзервација врз џамијата. Од битолското муфтиство тврдат дека оваа национална установа ја уништува џамијата со дозвола на државата. Не поседува соодветен кадар ниту лиценци за изведување на работите. НУ завод и музеј Битола од една установа која треба да се грижи за културното наследство во Битола, напротив со нивното незнаење, нивниот лаицизам, значи тие наместо да ги чуваат, значи овие знаменитости, го чуваат ова богатство со нивните дилетантски или шарлатански активности, тие секој ден се повеќе и повеќе го штетат, значи му наштетуваат на спомениците на културата. Од завод и музеј Битола велат дека Јени џамијата е имот во сопственост на Република Македонија, а оваа установа објектот го третира како споменик на културата. Ние сме институција за заштита на културното наследство, така и се однесуваме. Значи, таа е за нас споменик на културата, така го третираме, не интересира никаква нивото на собственост, дали е приватно, државно, на верска институција. Тоа е имот на Република Македонија сега, а ние му приаѓаме како споменик на културата. Стручни лица, стручни екипи раководат со тој проект, мислам така ќе се одвива, го работи лиценцирана фирма. Од исламската верска заедница велат дека државата ја узурпирала Јени џамија, но иако ги изгубиле сите спорови пред домашните судови за враќање на сопственоста, сепак не се откажуваат. ИВЗ ја тужи државата и пред судот во Страсбур, од каде очекуваат одлука следната година. Ние веќе како муфтиство на исламска заедница, односно како исламска заедница на Република Македонија, сме интервенирале на сите страни во Република Македонија, почнувајќи од владата, премиерот, Министерство за култура, управата за заштита на културното наследство и сега сите, значи, знаејќи ја вината, пошто издале конзерваторско одобрение спротивно од Законот за заштита на културното наследство, тука веќе некој ќе сноси, значи, кривична одговорност, кој ќе види тоа, ќе кажат, значи, тие што се повикани да го кажат тоа, значи, јавното обвинителство, па после судовите. Ископувања во изминатите години во Јени џамија потврдија дека таму се наоѓаат темели од рано средновековна црква и дека под објектот се пронајдени ѕидови од 3 цркви, а најстара се смета дека е Свети Ѓорги. Ова е веќе трета и четврта фаза. Кога ќе се завршат тие фази, влегуваме, значи, во интериерот натре, да се направи конзерваторски проект за реставрација и конзервација на зидното сликарство во џамијата. Да му се врати виснискиот сјај на џамијата, како што е. Мислам со цело на богатство и воедно ќе се презентира археолошкиот локалитет кој што е во неа и надвор од неа и воедно ќе си функционира како што беше и претходно уметничка галерија, како што била од 60-те години. Додека превирањата се уште траат, продолжува уредувањето. Јени џамија како уметничка галерија според предвидените активности треба да ги пречека првите посетители во 2018 година.